сега да ги причекаме нашите најнови гости од Универзитет Скопје. Поводот за нивното гостување е свечено, односно грандиозно свечено доделување на дипломи на овој универзитет. Добро утро за нашите гости. Ќе започнам од дамата, магистар Милица Петрушевска, која што е лектор на овој универзитет и секогаш кога имаме лектор, мислам дека јас и Сузе имаме сериозна трема од тоа што внимаваме на секој збор, секако дека ќе го промашиме, претпоставам дека тоа е ризикот, а другиот гостин ни е професор доктор Слободан Ивановиќ од Хрватска, но редовен професор на Универзитет Скопје. Добро утро до двајцата гости. Добро утро. Добро утро и добро најдоме. Лекторке, проштевајте, ако сме сгрешили, но ќе грешиме додека сме живи, што да правиме, луѓе сме. И од мене и од Бога. Сузе, повели. Сега мачи се ти. Благодарам, искрено и јас однапред да се извинам за секоја грешка, ненамерна се разбира, топло добре дојде за вас. Знаеме дека образованието е столб на секоја држава, особено кога станува збор за високото образование, кое што идем патоказ во професионалната кариера на младите луѓе, за перспективата за идните генерации, за нивните дипломи и стекнато академско знаење. Ова утро задоволство е да разговараме заедно со професор доктор Слободан Ивановиќ, редовен професор на Универзитетот Скопје и магистар Милица Петрушевска, како што кажа Искра, лектор на Универзитетот Скопје. Имаше едно големо случување на убава, грандиозна манифестација во присуство на академскиот кадар, во присуство на многу министри, на многу градоначалници од главниот град, од бизнис заедницата и медиумите. Завчера се одржа гламурозно свечено доделување на дипломите на ново дипломираните студенти на 16-тата генерација дипломирани студенти и 14-тата генерација на магистри на овој Универзитет Скопје, кој се одржа во Националната опера и балет. Наистина доста репрезентативно. Како си поминавте, професора? Добро утро на сите. Си знаем малце збором на македонски, ма ќе ми биде лесне да збором на хрватски јазик. Да, прошла е една предивна манифестација која ќе се памтити jako dugo. Ne samo u Makedoniji, ne samo u Skoplju, nego vjerujem da će pamtiti i studenti, i roditelji, i mi nastavnici koji smo dio te cijele priče, koji smo u njima utkali praktične znanja, vještine i kompetencije koji će primjenjivati u svijetu rada. Dolaskom u svijet rada nije to kao što je bilo u srednjoj školi, kao što je to na fakultetu. To je sada borba. To je sada jedno dokazivanje. To je sad sve ono što su naučili na fakultetu da primjene u praksi. Naravno, praštanja nema. Možda jedan put, dva put. Posao se jako teško dobije i još teže ga je zadržati. A naravno, ako ga želimo zadržati, živjeti, stvarati svoju obitelj, razvijati samoga sebe, onda moramo sve ono što smo naučili, sve ono što znamo primijeniti kako bi polučili određene rezultate, kako bi na kraju krajeva i samo gospodarstvo, kako bi i tvrtka u kojoj rade imali svoj napredak, razvoj i na kraju krajeva benefit cijele te priče je u stvari i na kraju plaća, odnosno osobni dohodak za pojedinca, za njegovu obitelj i sve ono zbog čega se on na neki način školovao, uložio toliko truda, uložio toliko rada. Ja moram reći da je, i divim se, odnosno da je to bilo školovanje na jednoj instituciji koja je al pari institucijama u svijetu. Naravno da je Univerzitet Skoplje dolaskom u Opatiju na moje sveučilište na neki način prije dosta godina u stvari shvatilo što je bolonjski princip, što je bolonjski sustav. I na taj način se pristupilo, ja vjerujem, među prvima u Makedoniji primjena tog bolonjskog sustava. Benefit te cijele priče je da studenti ove institucije odlaskom vani, bilo je to Europa, bilo da je to svijet, zahvaljujući bolonjskom sustavu prepoznaju diplomu, prepoznaju univerzitet, prepoznaju pojedinca koji će zasigurno daleko lakše, daleko jednostavnije naći i svoj posao, naći svoje mjesto. I ono što je vrlo bitno, kada dobiju diplomu, dobiju i supplement uz diplomu, a tu također nam se daje CV svakog pojedinca gdje je on bio najbolji. I naravno da će poslodavac onda, zahvaljujući tome, na neki način odrediti kojim
poslovima, kojim zadacima će ga na neki način opteretiti i što će on to raditi u tvrtci. Благодарам. Да преведеме, професорке. Ајде. Значи, ќе преведувам на слободен, во слободен стил. Си поминавме многу убаво. Тоа беше една манифестација што ќе ја паметиме, ми се чини, сите, и студентите, и родителите, и кадарот, и сите наши гости. Навистина беше гламурозно. Самата манифестација беше прослава на успехот на студентите, на нивното магистрирање и на нивното дипломирање. И тоа што е најбитно е дека на нашиот универзитет се стекнуваат со вештини и квалификации кои што лесно ќе им ги отворат вратите на вратите во идните професии, на идните работни места. Тоа е најспецифичното за нашиот факултет. А инаку господинот професор ни доаѓа од Универзитетот во Риека, во Универзитетот Опатија, каде што ние пред многу години, кога почнувавме да работиме, се обративме за поддршка, помош и менторство, да го воспоставиме болонскиот систем кај нас. Ми се чини дека сме една од првите институции што го направи тоа. И за студентите и за магистрите тоа е особено важно, затоа што на тој начин дипломата станува препознатлива насекаде во светот. Како што кажа професорот, имаме и додаток на диплома, од каде што јасно се гледа по кои предмети или каде студентот покажувал особен успех, па така работодавецот на идното работно место ќе може лесно да го препозна студентот и да го постави на вистинското работно место. И она што е најважно, како ние се трудиме, нашите студенти и нашите магистри, да имаат вештини и знаења за да придонесат за развојот на општеството, за развојот на својата компанија, тамо каде што ќе работат, и што е најважно, нормално секој учи за да донесе плата дома, да има добар приход дома. Да. Благодарам. Професоре, токму вие од ректоратот на оваа манифестација бевте одликуван и ви беше доделено почесното звање професор емеритус. На што ве обврзува оваа титула? Na mnogo toga. To je velika čast za svakoga znanstvenika koji, kada na neki način završi svoju znanstvenu karijeru, ne mislim do kraja, ali kada nakon 40 godina rada koji sam proveo u prosvjeti, jednostavno nešto što obuzima jednu veliku sreću, jedno veliko zadovoljstvo. To je ono što svaki od nas znanstvenika na neki način teži ili ima jednu čežnju da to ostvari. Naravno da iza toga je veliki rad, veliki trud. Znači, kod nas u Hrvatskoj je izbor u znanstvena zvanja od docenta do redovitog profesora u trajnom zvanju treba vam minimalno 30 godina. I to intenzivnog rada, objava radova u znanstvenim časopisima koji kotiraju u visokim bazama i naravno sudjelovanje na mnogim konferencijama, skupovima, izlaganjima, predavanjima. Sve to nešto što na neki način kada se uobliči ili u stvari stvara jednu prepoznatljivost osobe koja se time cijeli svoj život bavila. Biti profesor emeritus, to je nešto što, kažem još jednom, stvara jednu obvezu, stvara jednu veliku čast, ali s druge strane, kad govorimo o emeritusu, to je čovjek koji zasigurno ne prestaje sa svojim znanstvenim radom. On i dalje radi. Znači, kao što ja na Univerzitetu za Skoplje i dalje radim kao sveučilišni profesor, znači kao mentor, kao predavač. Dakle, ne prestaje rad u tom smislu riječi, ali, kažem, jednostavno, to je nešto što čovjeka nosi. To je nešto što čovjeka drži. To je nešto što zasigurno i prijatelji, i poznanici, i kolege na fakultetu sigurno se ponose za svakim svojim pojedincem, kolegom koji to na neki način dočeka ili koji to na neki način dobije ili bude imenovan, kao što sam ja imenovan od senata ovog prestižnog univerziteta i rektora, magnificus rektora, profesora doktora Ace Milekovskog. Так, благодарам.
Ајде, значи, јас ќе се обидам да скратам, затоа што те Так. видов дека погледнуваш на часовникот. Огромна чест и задоволство е. Оваа титула представува во суштината заогружување на една професорска кариера, во смисла на тоа дека за да се добие потребна или да се помине години предавање, години работа, години објавување на текстови, години појавување на разни конференции и слично, така што титулата е особено, значи чест и задоволство да се носи. Професорот има 40 годишно искуство како професор на Универзитетот во Риека. Во Хрватска да се стигне, значи, до редовен професор, процесот е долг, трае околу 30 на години. И значи оваа титула исто така значи дека работата не престанува, туку дека и по низиното добивање професорот ќе продолжи да работи, особено, значи, ни е многу драго што е многу заинтересиран за нашиот универзитет, каде што држи редовни предавања, значи тој е и ментор кај нас, редовно го гледаме, редовно не посетува, така што чест и задоволство и понатамошна работа значи оваа титула. Секоја чест. Лекторке, сечената промоција стартуваше во Националната опера и балет, стартуваше со балетот Simply the Best во кореографија на Олга Панго, чија изведба низ музика и игра ги доловија сите важни мигови, многу символично на образованието на една личност. Бура од емоции предизвика секако изведбата на дел од групата Меморија. Што друго се случуваше на сцената на НОП? Ајде вака, јас прво ќе застанам кај балетот. Затоа што тоа е една особено драга како дел од целото, особено драг дел од целото сценарио за нас. Затоа што во балетот има една интересна сцена, каде што балетаните играат со чадори. Чадорите се особено емотивни за нас, затоа што во еден дождлив октомвриски ден, 8 октомври 2006 година, започна првиот академски час кај нас. Така што ние годинава славевме во суштината и полнолетство, влеговме во 19-та година од нашиот живот, и тоа е вака големо, значајно и многу убаво чувство за сите нас. Сценариото, односно тоа што се случуваше на сцената покрај балетот, беа доделувањето на свечените титули. Освен професорот со свечена титула го наградивме и професорот Јове Кекеновски, како и еден познат бизнисмен. Потоа следеше доделувањето на дипломите, каде што секој студент дипломиран и магистриран кај нас, лично си ја зема дипломата, лично, значи името и презимето му се чита, ректорот му го дава пригодниот подарок, му ја доделува и дипломата, и сметаме дека тоа е вака многу важно и за да се оддаде едноставно почит и признание за долгогодишниот труд и напор на студентот за да стигне до таа диплома. Во суштината јас лично го доживувам како ритуал, каде што завршува еден дел од животот, студирањето, и почнува втор дел, ново поглавје во животот, како што спомна професорот, борба за работно место, за добивање и задржување на работното место и успешна кариера понатаму во животот. И сосема накратко, професоре, на крај Универзитетот Скопје е бренд во нашава земја, во високото образование, создава кадри кои се веќе етаблирани на менаџерски позиции во многу реномирани познати компании. Која би била на крајот вашата порака до сите идни студенти кога треба да го направат својот избор за својата иднина? Наравно да сваки студент бира што ќе студирати. I uvijek kažem neka izabere ono gdje će biti najbolji.
Upisom na ovaj univerzitet i fakulteti koji djeluju unutar samoga univerziteta, vjerujem da će svatko od pojedinog kandidata, odnosno studenta, naći sebe. Naći sebe jer mi, ja i kolege profesori koji predaju na fakultetu, naravno puno toga učimo ih u teorijskom smislu riječi. A ono što je najbitnije, a to je praksa. Znači, aplikativni dio, kako će sve to što su naučili primijeniti u praksi. Univerzitet i moje kolege sa bogatim i teorijskim i praktičnim iskustvima su tu da im maksimalno pomognu. I vjerujem da im mogu pomoći. Naravno da doći do diplome koje steknu nakon 4, odnosno 5 godina studija, treba puno truda, treba puno rada, ulagati svog vremena, biti entuzijast i na neki način imati cilj, ali imati i strategiju kako će završiti taj studij, kako će završavati godinu za godinom, kako će što prije, kao što sam već rekao, naći svoj posao i kako će biti ponos svojim roditeljima. Ono što imaju na univerzitetu, imaju sva materijalno-tehnička, kako mi to kažemo, elemente koji im omogućuju jedno dobro, kvalitetno studiranje, a ono što je najbitnije, kažem još jednom, univerzitet ima jedan veliki imidž ne samo u Makedoniji, već i šire, a naglasio sam i još jednom naglašavam ono što je bitno, dokumenat, svi ove mlade kolege koji su dobili, a to su diplome, su, kažem, čast i instituciji, čast roditeljima, ali naravno i njihova jedna čast da su to realizirali i da se s time mogu ponositi i da s time mogu ići u svoj novi život, otvoriti svijet rada i tamo pokazati da su najbolji. Ovaj univerzitet je, koliko znam, najbolji i vjerujem da upravo je to jedna sinergija, jedan spoj da student koji upiše takav univerzitet može očekivati kao i vani kada završi fakultet, točno ima nišu gdje će otići i isti čas dobiva svoje novo radno mjesto. Прекрасно. И само уште да преведеме. Ајде, повторно ќе се обидам да скратам. Значи, главната порака на професорот е до идните студенти е да ја изберат професијата во која што се чувствуваат и знаат дека ќе бидат најдобри. Тоа е многу битно и да го изберат и нашиот универзитет, затоа што ние не само што предаваме теоретско знаење, туку и многу сме посветени на применливото знаење, односно практиката на студентите во текот на студирањето. Јас тука би го спомнала, односно би го цитирала само нашиот ректор, кој што имаше прекрасно излагање во неделата на промоцијата, каде што кажа дека семејството е синоним, го парафразирам, не можам да зборувам како ректорот, е синоним за љубов. А нашиот универзитет е големо семејство, нашиот универзитет е синоним за љубов, за поддршка, за знаење, за да излезат студентите од кај нас спремни да чекорат во животот. И понатаму сме им поддршка, и по студирањето. Така. Благодарам многу, беше задоволство навистина да се дискутира на оваа тема, да се споделат успесите на сите генерации на студенти на Универзитетот Скопје, нека расте семејството, нека се множат многу успеси, се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе ја отвориме оваа тема и ќе споделуваме нови успеси. Ја вам ви посакувам многу среќа во сите следни предизвици. Зahvaljujem. Благодарам многу.